Всушност, оттаму почнува да се редефинира македонскиот идентитет и македонското прашање. Тоа за мене е најголемото национално предавство во историјата на постоењето на Македонија, македонската цивилизација, македонската држава и македонското општество. Најголемото национално предавство. И од тогаш потпишале тие што мислат дека така треба. Иако народот не им го даде тоа право. Вие гласавте, јас гласав, сите ние гласавме, ние не им го дадовме тоа право да го редефинираат нашиот етнички идентитет, личен. Бидејќи во нивната програма не постоеше тоа. Замислите да ни кажа како што се колнеа во рацете, во нозете, во децата, во татковците, во баби, во не знам што, и во бизнисите своји се колнеа дека кој ќе го смени името? Нема шанс. А го смени. Замислите да кажа ќе го смениме името. Мислите дека некој од нас ќе излезеше да гласа за нив? Тие се само вака смело, испровоцирано и бунтовнички, ќе кажам, љубители на туѓи интереси, не на своите, не на национални. Ние од овде, ако треба да испратиме сега порака, која, почитувана Трендафилова, младите генерации треба да ги слушнат и да ги прочитаат и да ги видат, и дека на македонецот, на македонскиот човек, на македонската единка, на македонскиот народ, му треба единство. Доста е меѓу себе да се кошкаме. Јас ги прифаќам сите провокации, но не ако се директни, непријателски и навредливи. Доста меѓу нас се расправаме, се припираме, се кошкаме.